Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Љубителите на спортот во Македонија, посебно на скијањето, се сеќаваат сигурно на нашата прва олимпијка на зимските олимписки игри. Тоа беше во 1992 година на Олимпијадата во Албервил. Алпските трки се одржуваа таму во Савојските Алпи, а во тие Алпи тогаш се појави едно младо девојче, битолчарче, со 15 години. Мораше составот на тогашната југословенска репрезентација, оној стручен тим, да ја пријави дека има 17 години, за да може да настапи на Олимпијадата. Станува збор за Весна Дунимагловска, нашата најуспешна скијачка во минатиот век и, реков, учесничка прва од Македонија во женска конкуренција на зимски олимписки игри. Тоа беше Албервил, 1992 година. Таму настапи во две алпски дисциплини, слалом и велеслалом. Во слалом го освои 34-то место, а во велеслалом беше дисквалификувана и остана без пласман. Весна Дунимагловска е следната наша соговорничка, која спаѓа во редот на македонските спортски легенди. Весна, во најавата кажав за тебе, Албервил е твоето најголемо спортско достигнување, а ти ќе ни кажеш сега кога почна со скијањето. Слушам дека од мали нозе одвај си одела, си се качила на ски. Тоа не беше случај само со тебе овде во Битола, туку и за другите дечина од градот кои често со своите родители одеа на патеките на Пелистер. Па ајде, подсети се ти кога првпат ги стави скиите на нозе и почна да ги освојуваш снежните белини. Ви благодарам пред се на поканата. Навистина сум изненадена од после толку многу години некој повторно се заинтересира да направи некакво интервју. Морам да ви кажам дека поминаја доста години откако јас активно престанав да се занимавам со скијањето. Така да немојте да ми забележите ако некои факти кои биле во историјата нема точно и прецизно да ви ги дефинирам. Но на моите почетоци мислам тоа било и неприродно да се сеќавам на нив, затоа што како ми раскажувале дека сум имала 2,5 години, кога татко ми ме однесол првпат на Пелистер да скијам. Тоа беше една мала стаза паралелно од таа главнава што е големава стаза, Марково копито, денес познатото исто така почетничко скијачко место каде што се учат и малите дечиња ги поминуваат првите метри со скијањето. 2,5 години сум била по желба на мојот татко, кој исто така бил голем љубител на скијањето. Научил да ские на неговите касни 45 години. Мојата сестра исто така била насочена од страна на татко ми професионално да се занимава со спортот. Разлика сме 7,5 години, така да татко ми имал зацртано, негова желба била да уште од моите 2,5 години веднаш година дена откако сум проодила, ме ставил на ски и ја зацртал мојата иднина во следните 15 години. И не се одели од скиите од тие 2,5 години. Нормално речи и природно е да не се сеќаваш на тие детали. Детенце си била, девојченце мало. Тоа беше патеката каде што е жичарницата, во долниот дел некаде, под Копанки, таму. На средниот дел, тука во средишниот дел на стазата, која ќе се спуштате од озгора надолу, десно има едно така мало поинтимно стазиче, каде што учат маливе, по блага падина.
Се сеќавам на скиите, ги имав до неодавна, едни пластични мали скивчиња, бугарски, жолти, со црвени мали штеки. А тука бевте многу дечи да собрани и се гледате, па скијате. Да, беше сите. популарно, тогаш скијањето беше масовен спорт за време на зимата и Битола познат скијачки град, планината блиску, тогаш постоеше и клубот Пелистер. Ти беше членка на Пелистер? Да, апсолутно. Имаше тогаш и два клуба, имаше Ѓорги Наумов клуб и Пелистер. Често знаевме и да ги именуваме клубовите, зависно од друштвото, интересите, годината некогаш. Меѓутоа, двата клуба напоредно постоеја. Потоа се соединија во еден клуб Пелистер и така до крајот на мојата професионален ангажман јас бев член на скијачкиот клуб Пелистер. Ти од 2,5 години за прв пат на скија, дали можеш да се сетиш кога прв пат застана на стартната позиција и во која дисциплина? Јас мислам дека по кажувањето и посеќавањето дека тоа беше на моите 5 години, 5 годишна возраст во категоријата на цицибани. 5 или 6, немојте да ме фатите за збор, значи тогаш мислам дека тоа беше турнир во Крушево, слалом, и ја освоив втората награда. Се сеќавам дека беше една многу голема зима, тогаш бев многу уплашена дали ќе знаам да ги поминам капиите, знаете како е, патеката е зацртана, мора секоја капија да се заобиколи како што треба. И така едно дружење. Да. Таа малку и тешка патека, одма дрвата се покрај патеката во Крушево и мало невнимание може да се изле. И дрвата и куќите се тука. Да, и куќите. Ти што си викаш, мора да извозам сега, еве. Да почувствувам како изгледа, да учествуваш во надпревар, не само да си скијаш. Неверојатно е како сега вака од една поголема временска дистанца не може да се свати на толку мала возраст да се постигнуваат такви резултати, меѓутоа кога дете од мали години ќе се насочи во нешто да создава, да прави или да спортува или во било која друга област, тоа ќе му дојде многу природно и скоро како одење. Значи мене ми беше многу по-стабилна и моето тело на ски, одошто да одам, сум знаела многу често и да бидам и несмасна во однос на моето одење, со патики, да речам, одошто да се движам и да го координирам телото на ски. Така да тоа сосема природно и нормално бил мојот настап на 5-6 годишна возраст на патеките. И не било тоа пример само со мене, и други деца исто така почнувале на мала возраст. Скијањето е познато дека, исто како и музиката, дека се почнува уште од многу мали нодзе. Да, од раното детство. Да, зашто е поврзано со физичката покретливост, а детето уште од година и пол е спремно да ги прифати тие работи, така да немаше проблем. И ништо не е чудно за раната возраст. Ти почна со освојување на второ место, значи во Крушево тој момент го паметиш и од тогаш веќе стануваш скијачка. Не само да се скијаш меѓу дрвата и на патеките, туку на вистинска патека, меѓу врати да минуваш и да постигнуваш добри резултати. И како се движеше потоа твојата кариера, еве, младо пионерче и одиш натаму. Беа присутни надпреварите секоја година, имаше најмалце по 10 такмичења во Републиката. Тоа беа купови кои најчесто се одржуваја на Попова шапка, Маврово, имаше Пелистер исто така, познатиот пелистерски велеслалом се одржуваше редовно. Имавме организирано и чести гостувања и во Словенија. Тогаш се сеќавам дека бевме и многу блиски и побратимени со Крањ, клубот од Словенија. И често знаеа тие да не канат на нивните државни првенства, така да имам учествувано во цицибанска категорија на словенечки првенства
Таму имам освоено едно трето место, колку што знам, јас сега вака не викале и покасно, но во понатамошните наши такмичења, нашите резултати морам да забележам во однос на словенците кои беа велесила од секогаш биле тие и се одделувале во однос тогаш на другите. и Матеа Свет беше главната звезда на алпското скијање, тогаш југословенско. Да. Така да ние сме имале за среќа или не да се најдиме во рамките на Југославија со едно од најголемите велесили скијачки. И тоа представуваше голем предизвик да бидиме и нивни гости, а исто така и нивни домаќини. Многу често знаеа и тие да доаѓаат во Битола и да се дружат со нас, да преспиваат. Тогаш имавме и како дружење, си ги земавме нашите другарчиња дома да престојуваат, па учевме од нив за многу работи кои беа врзани со скијањето. И тоа беа моите гостувања на помала возраст. А во подоцнежните години, кога имавме прилика да ја представуваме и да настапуваме во тие југословенски рамки, без присуство на словенците и хрватите, тогаш беше малце поактивно нашето учество во рамките на тие селекции државни, тогашни југословенски. Тогаш не беше само на дружење меѓу двата града, Битола, Крањ, спортистите од тамо, спортистите од овде, туку тоа беше веќе и официјален надпревар на кој што се боревте за пласман. Ти добро рече среќа и несреќа. Среќа беше што имавте од кого да учите, имавте вистински противнички во словенечките скијачки, а несреќа па што беа многу напред. И никако не можеше да се дојде или тешко се доаѓаше до југословенскиот состав репрезентативен за да се учествува на оние надпревари, например, за светскиот куп. Так. И сега одиме понатаму, значи кажа со словенките соработка, ти во меѓувреме си учествуваш на првенствата на Македонија и ги освојуваш првите места. Тоа беше се ближеше Олимпијадата, последната Олимпијада која Југославија, пред распаѓањето на Југославија, непосредно пред војната во Босна, 92 година. И Белград се уште како главен град на тогашна Југославија и Сојузот државен на Југославија организира избор за југословенската селекција, која треба да настапи во Албертвил. А ти како најдобра македонка учествуваш на тој изборен надпревар? Да, бевме ние тогаш репрезентација на Македонија, не само јас, туку и еден поширок состав од македонската репрезентација, која настапи на Белашница во рамките на квалификациите тогашни за пласман во југословенската репрезентација. Јануар месец беа организирани тие класификации во две дисциплини. Поправо беа три дисциплини, но македонските репрезентативци беа спремни да учествуваат само на слалом и на велеслалом, зашто тогаш кај нас не постоеше супер велеслалом како професионална категорија. И спустот исто така. И во тие рамки имавме надпревари во кои што настапувавме слалом и велеслалом и јас тука го постигнав мојот најголем успех и со тоа и се пласирав на... Ти беше победничка во тој велеслалом? Во слаломот бев прво место, во велеслаломот бев второ место. Значи тие пласмани ти отворија вратата во олимписката репрезентација на поранешна Југославија и ти веќе си патник на Олимпијадата во Албервил. И ти тамо постигнуваш два добри резултата, прво и второ место и си веќе патник за Албервил, па какво беше чувството во тие моменти? Тогаш имаше 15 години, за едно 15 годишно девојче сигурно голема е возбудата да се настапи на најголемиот светски собир.
спортски? Видете, тогаш се случи многу неочекувано, морам да признам дека и нашата репрезентација и тренерот со кој бевме таму отидени да настапуваме, немавме никакви очекувања. Нашите претходни сознанија беа дека босанците се многу јаки и дека босанците кои беа во исто така на тоа такмичење беа дел од словенечката репрезентација, некои од нив, поготово женската репрезентација. Така да беше сосема изненадувачки мојот пласман во најдобрите 3 во женска конкуренција. Меѓутоа, кога се покажа пласманот и кога 2 пати се потврди на двете такмичења, едноставно пропозициите беа такви дека јас мораше да влезам во првата постава на југословенската репрезентација. После 2 недели јас не се вратив во Македонија, него таму продолжив понатаму. Македонската репрезентација си дојде, значи се врати во Македонија. Ти остана Јас останав, оние други девојки што беа избрани во Олимпискиот состав. Еден интересен момент, ќе се вратиме на одењето за Албервил, да ми кажеш што се случуваше после првата трка, слаломска или велеслаломска, не можам да се сетам, ти на прва позиција, веќе ти се јавува некој од Скопје. Во тој момент, после првата трка, 2 вожњи беа, нели 2 трки се во слалом. После првата трка, јас се уште не го знаев пласманот кој е, меѓутоа тоа веројатно по некоја си новинарска мрежа дознае од македонската радио телевизија. Имаше агенција Танѓу која веднаш ги така, да. Јас се соопштуваше резултатите. По најдоја кој е планинарскиот дом на Бјелашница, се јавија и ме побара и јас бев многу изненадена кој сега ме бара насред вожња меѓу двете возења, да. И слушнав македонски глас, се представи новинар од другата страна, како се чувствуваш, јас тогаш сватив дека нешто, дека пласманот, дека да. Да, и го запрашав зошто се јавува, па вика ти си прва во првата трка. И така се и втората трка помине во најдобар ред. Другиот ден беше слична ситуацијата, после 2 недели ние заминавме за Франција. И ти кога стигна во Олимпиското село таму, кога се најде во тој крем на светското скијање, нормално возбудена и дали веднаш посакуваше да одиш горе во Мерибел каде што беа патеките, да ги видиш, едноставно да видиш кај треба да се надпреваруваш со тие светски имиња. Да не ја споменуваме Фреди Шнајдер. Видете, низ окото на детето не се доживуваат така работите. Да. Дури јас од сега вака кога ме прашуваат и после моето учество таму, можам да кажам дека низ призмата, низ психологијата на детето не се доживуваат толку важно работите. Да, како што еден возрастен ги доживува. Тој надпревар, а за нас тоа е затоа што и од еден друг аспект, професионалниот спорт, а поготово овие големите манифестации кои се, каде што ти претходно работиш и се спремаш година, 2, 3, си влезен во еден друг свет и немаш многу пристап до овој другиот, до публикава, да ја наречам. Него имаш чувството на еден таков спектакл, дека некој дека нешто големо се случува, затоа што си 24 сати во еден начин на живот кој не прави паралела, немаш време да правиш паралела меѓу она што ти го работиш и оние кои не се занимаваат со тоа. Така да и моето одење во Албервил и престојот мој таму беше строго насочен и контролиран од посебни патеки каде што ние можевме да се движиме, значи ние немавме пристап до обичното население. Тоа беше едно олимписко село каде што беше изградено по стандарди. Тие стандарди секаде се исти. Не можеш да ја почувствуваш културата, например, француска, или дека
се наоѓаш некаде далеку. Значи сите Само се скијалишта чувства само духот на олимпизмот и ништо повеќе. Да, во суштина духот на спортот, не се чувствуваш дека си посебно во некоја земја, туку дека ти се условите за скијањето даени максимум и дури не си ни свесен дека си негде далеку отиден, него дека тие некои идеални норми за светското скиење се исполнети, тука си ти со тие луѓе со кои сакаш да бидиш и немаш време да размислуваш колку е тоа битно или не е битно. И ти одиш за прв пат горе и гледаш патеките и што си помисли тогаш? Беа слични на пелистерските или многу поопасни, пострмни? Во моментот кога, мислам, планината, секоја планина си има своја убавина, нели? Но она што го разликуваат тие светски центри е припремата на стазата. Припремата на стазата, тоа е, може да се каже дека е сосема еден поинаков вид на снег припремен, каде што имате една добра подлога, нели по некакви стандардни, замрзната тврда подлога, па како паѓаат слоевите на снег во горниот дел, дополнително се подготвуваат. Таа е стаза која треба да издржи максимум 100 надпреварувачи, при кој што после 100-тиот надпреварувач не треба да има големи промени на самата стаза. Нели да се прават. Мора да има толку скијачи минале, има зарабувања и така има зарабувања, меѓутоа не патеката не е онаква како за првите. Секако, но друго се рабови, а друго се длабнатини од пола метар, каде што беа често и појавувани на нашите патеки. Косината исто така значително пострмна, косината, поготово на слаломската трка. Тоа беше изненадување мое, јас додека не застанав на стартот, не можев ни да предпоставам колку тоа е И те носи стрмно. патеката просто, да. И треба да си внимателна и концентрирана цело време. Од толку голема стрмнина ги гледаш само првите 2 капи, мислам, навистина многу стрмна стазата. И се концентрираш на нив, а не знаеш потаму што те чека. Секако, не само тоа, туку еден голем товар за млад човек, за млада девојка од 15 години, да ја има одговорноста. Тука би ја спомнала како... ти возеше како 17 годишна таму. Да. Не е тоа голема разлика. Со оглед на тоа дека отвараш една нова историја, нели? Да. И сега како младо девојче го носиш и тој товар врз себе. Целта е да се стигне до товар, до целта, тоа. Да се помини таа препрека на стрмност на стазата, заледена стаза, исто така, голем број, стартен број, 69, мислам дека бе 69 стартен број. Значи, сите тие работи во едно запакувани, за таа возраст голем притисок. Значи, првата трка ја извозе, притисокот нормално голем, а добро каже и ти дека ти не си чувствувала надвор од Олимпиското село како светот го доживува тој настан, меѓутоа сигурно си го чувствувала она како во Македонија ќе биде примен твојот настап и затоа тоа ти било сигурно товар за да извозиш што подобро, за да не разочараш, затоа што сите те испратија од овде со најубави желби да извозиш и ти имаш изјава и овде читам, најважно беше да се мине патеката. Така, да. Видете, како дете, јас тогаш не го имав тоа чувство дека одговорноста е голема. Го рачунав тоа како мој личен успех и како мој лично право, дали ќе стигнам до целта или не. Значи, моје беше дали јас ќе форсирам за подобар пласман и по цена да не успеам да ја завршам патеката, или ова другава стратегија која нели остава историски факти после многу години. И јас се сеќавам дека тогаш пред слаломската трка се појави вашиот колега, вие ми помогнавте да се присетам
Атанас Косовски, Атанас, заедно мислам со дека- Таско бевме таму на Олимпијадата ми се во чини дека Алберија. беше тој, Јас еве бев вие- во студиото, тој дојде таму да види каква е ситуација. И слушнав некој ми прозборе на македонски јазик и ми се представи дека е новинар. И се сеќавам дека тогаш и ме поздрави, ми посака добро да настапам и баш ми наговести со овие зборови дали си свесна дека ја пишуваш историјата на македонскиот спорт. И јас тогаш за прв пат сватив која е одговорноста на мојот интелект на 15 години да сватам што значи тоа историја, нели? Јас за тоа се сетив и размислив малце, тоа некако ми дојде како малку нападно во тој момент. Меѓутоа, сватив дека тоа е тоа, го разбрав. Ја зголемио врската. Да, го разбрав. Така и тие реченици кои сега ги прочитавте се буквално благодарение на неговата условно речено опомена. И како течеше првата трка? Зашто многу битно е за сите скијачки, не само за тебе како дебитант, во првата да извозат, после втората веќе градат нова стратегија врз база на пласманот што го имаат, дали да го зачуваат тоа темпо, дали да засилат и така. Ти секогаш во спортот професионалниот имате два начини на гледање на нештата. Едниот е ако сте свесни дека сте фаворит и дека ви е важно да бидете еден од најдобрите таму, и тогаш стратегијата е поинаква, значи се оди на се или ништо. Мојата стратегија и стратегијата на тогашните услови кои ни беа нас овозможени пред настапот, велеа дека во суштина тоа што го направив до тој момент беше максимум. Да, доволно е тоа, па сега и неочекувано доволно, така да беше само да се извози патеката за да се заокружи таквиот успех. Зашто моментот на запишувањето на историјата на таквите, да речем, настапи за прв пат од Македонија е многу поголемо од што неизвозување на патеката. И ти по првата трка можеш да се сетиш на кој Да, се сеќавам дека ја извозив патеката и мислам дека дадов се од себе, дека не беше воопшто немав чувство дека возам на половина од моите способности. Беше добро, се сеќавам дека трката ја завршив на 34-то место, имаше околу 75-76 надпреварувачки, многу од нив не ја завршија трката. Мислам дека околу 20 на скијачки бев подобра од нив. Така да тоа беше некој, речем, скромен пласман. Па да, еве го овде и пласманот и читам некои имиња, потоа беше многу успешна, например, еве, на таму некаде 20-тата позиција е словенката Катјуша Пушник, а ти 34-та, значи 14 места за неа и тоа беше не солиден, одличен пласман за едно 15 годишно девојче што учествува на Олимпијадата. Се сеќавам и на нешто друго, кога словенците почнаа да се пробиваат во светот на скијањето, алпското скијање, Бојан Крижа и компанија, тогаш често знаевме да напишуваме, иако е на 25-тата позиција, зашто успех беше од овие краишта, некој од, зборувам за тогашна Југославија, да се пласира меѓу најдобрите 30 и ние ќе речевме го освои одличното 25-то место, дури некој ќе се пошегуваа со нас, чекај 25-то, 25-то, исто ко сега на светска ранглиста во тенис, да си меѓу 100. Тие што знаат, што значи тоа ќе речат браво, а други што меѓу 100. И затоа сакам да кажам дека овој пласман беше одличен, со оглед на тоа што знаевме да кажеме дека за Бојан Крижај 25-тото место во една трка на светскиот куп е одличен пласман.
Имало и има и се разбира дека ќе има доста млади луѓе што се занимаваат со спортот. Меѓутоа малкумина од нив истовремено и тоа доста успешно се занимаваат со повеќе спортски дисциплини. Една од нив е битолчанката Весна Дунимагловска, на која е посветена оваа емисија, заслужено со оглед на незините резултати. Весна Дунимагловска е природен еден талент, со вродени предиспозиции да се занимава со спорт. Подеднакво е успешна и во скијањето на снежните патеки, на атлетските патеки, во гимнастиката. Меѓутоа, најголемиот успех и најголемата радост на битолската и македонската спортска јавност си ја приредил кога стана прва македонка олимпика. Тоа се случи неколку години после она тажна вест што болно одекна во македонската, особено битолската спортска јавност, кога Димитар Илиевски Мурато после големиот триумф на Хималаите остана за секогаш на падините на Хималаите, а потоа стигна пак од снежните патеки на убава, што не израдува вест, дека Весна Дунимагловска ќе оди на Олимпијада. Тоа што Весна Дунимагловска стана олимпика е пред се резултат на незината природна конституција, на незиниот природен талент да се занимава со спорт. Меѓутоа, секако дека тука заслуга имаат и луѓето што тогаш го водеа скијачкиот клуб Пелистер, незините тренери, а најмногу, не знам дали ќе сгрешам, но сакам да го кажам тоа, дека најмногу заслуги за тоа има незиниот родител, Благоја Дунимагловски, кој што бдееше над незе, и надвор од оние обврски со редовните тренинзи, тој цело време го посветуваше на работа со своите деца и Весна и Соња, што подлабоко да навлезат во тајните на скијачниот спорт. Весна Дунимагловска одамна ја нема во спортот, сега е актуелен, да речам, еден креативец во уметноста, и благодарение на она што представува незина физичка подготвеност од времето, таа е денеска исто така успешен уметник и човек кој што постојано е во движење и тешко може да се најде да се поразговара со неја. Тоа е Весна Дунимагловска, ја видовме емисијата, слушнавме доста работи за незе и сметам дека е апсолутно заслужено што тука најде место во оваа популарна, доста гледана емисија Македонските легенди.